Денеска се одржа планинарскиот марш Томе Темелковски, посветен на самиот човек Томе Темелковски, кој што го изгради планинарскиот дом горе на Селечка планина и споменикот Устрелец посветен на загинатите во Карпалак. На денешниот ден имавме околу 300 гости. Се надеваме дека сите се задоволни од самиот настан и од пречекот, од патеката. Се надеваме исто така дека и в година ќе се одржи истиот настан во исто онолкав број и можеби и повеќе. Денеска, како што кажа мојата колешка, го организиравме нашиот марш, патеката ја поминавме одлично, значи сите живи и здрави што се вика се вративме. Поминавме из најубавиот предел на Селечка планина, ја поминавме до Мајчинско чешмуре, од тука се упативме кон местото Стогови, па го поминавме Врапчето, споменикот Устрелец, исто така го посетивме планинарскиот дом каде послужија со чај. Од планинарскиот дом се упативме кон карпата која се вика, кој има облик на форма на желка, па тука ни е Жапчето и се слегнавме овдеки за секој планинар да го послужиме со ручек. Патеката беше долга околу 12 километри, ја поминавме за 5,5 часа. Непопатни станици со паузи, гости имавме од повеќето градови во Македонија, значи имавме од Битола, имавме нешто од Скопје, од Пехчево, Пробишти, Штип, имавме од нашите планинари прилепските и останати љубители на планината. Денес дојдовме да ги поддржиме ова преубава активност која спроведува на Томина недела планинарското друштво Мамут. Имаше многу планинари, ентузијасти, преку 300 луѓе на број кои што изоде ова преубава патека на Селечка. Мислам дека локалната самоуправа секогаш ги поддржува овие планинарски активности кои се поврзани со запознавање на убавините на општина Прилеп, исто така културно-историски споменици, меѓутоа и од еколошки аспект, а бидејќи Томе е еден од најзаслужните заедно со Виолета кои го изградија домот во негова чест и во чест на загинатите од Карпалак, бидејќи во нивна чест беше изграден овој дом, заслужува да олку голем број го посетат и да не речам секојдневно и скоро секоја сабота и недела го посетуваат овој дом. Што значи овој планинарски дом представува уште едно убаво место каде што можат луѓето од Прилеп и ентузијастите да го посетат. Местото не бенди се убаво место, ама малце беше напуштено и ние почнавме да го чистиме. Така секој ден скоро одевме, го чистевме местото, направивме една настрешница за да се заштитиме тука. За домот го почнавме 2005 година. Онака збиравме камења, песок, почна да купува по некоја вреќа цименто, тука го носевме во манастирот циментото и после со маски догоре и железото така, железото ни помогна, планинари, граѓани после. И почнавме така да го градиме, зидавме горе камен, вида како е камен по камен, со шаловки, со се најдувавме дрва. Се беше голем напор, сега да ви кажам, беше напорно, малку и солзи, пот и се, ама љубовта кон човека и кон природата те влечи. И така, преубаво. Човекот беше прекрасен, добар другар беше, премногу добар другар. Сегде со мене, никако сам по планина не одеше, сегдека ме носеше. И многу му благодарам. Сега еве децава направија марш, нека оди понатак и да се оди по другиве, да се продолжи маршов, тоа е добро. Многу му благодарам на мамути, пошто Владче еве така се зеде, мислам, добро е дека се продолжи така. Баш многу денеска ми е голем кеф и така душава ми е толку слободна, толку сум добро, така убаво се чувствувам, преубаво, олку народ, млади дечки и повозрастни, и мали дечина има.
наказано на лајца графичен јастиш со Горан Дедели. Од најмрсното